По влезот на турските инвеститори од прволигаш од гостевар во Слоговиница, започнаа работите во овој третолигаш да се движат во позитивна нагорна линија. Клубот има зацртано 5-годишен план како за молдинската школа, така и за сениорскиот тим, со цел клубот во иднина да биде стабилен второлигаш. Турски инвеститори беа тука значи се разговара на секој поле, како за инфраструктура на стадионот, така и во екипата и во играчкиот кадар. Се надеваме дека во поскоро иднина ќе бидеме нов второлигаш, па и ќе бидеме конкурентни и за втора лига. Нашиот план, како и претходно, имаме зацртан план со 5-годишен план, во кој што сакаме нашата екипа константно да напредува, етапно. Тука можам да спомнам дека имаме многу добра младинска школа која што веќе и произведува играчи, како и секоја година нашиот клуб им дава можност на младинците да играат во нашиот сениорскиот тим, како и ова година веќе ќе ви кажам дека четворица младинци, најдобрите од школата, ги приклучивме во сениорскиот тим, ги поминуваат сите подготовки, сите ќе добијат шанса да се докажат. Значи, нашиот клуб има план, долгорочен план, етапно, за да бидеме стабилен второлигаш. Овој 5-годишен план на клубот ја опфаќа и самата инфраструктура на градскиот стадион во Виница. Неколку планови се веќе зацртани, се при крај со самата инфраструктура на стадионот, како помошни игралишта и некои други трибини, помошни некои работи, али тоа сакаме се да биде етапно и за да биде нашиот стадион, како да речеме, пристапен за сите граѓани. И за највеќе за нашата екипа, за да може да тренират и сениорскиот тим и младинската школа, што, како што кажав претходно, веќе работиме подолго време со неа. Поголем дел од клубовите во Македонија, како во првата, втората и третата лига, работат на подобрување на својата инфраструктура. Новата сезона во третата македонска фудбалска лига исто ќе започне на 15 септември.